Господине Ѓорѓиев, уште една сезона поминува зад вас, како во турскиот шампионат, така и на интернационално поле. Дали е тоа максимумот годинава, односно 2012-2013 од Ѓорѓиев? Па јас се надевам искрено дека нема да биде, дека таа ќе биде година како одскочна даска за годините што следат и дека ќе успеам да играм во Лигата на шампионите, да повторам успехот што го направив на интернационална кариера во оваа година. Оваа година беше една од најуспешните уште од времето кога игравме во Крагуевац. За прв пат во мојот живот стигнав до Final Four во купот на ЦЕФ и завршивме на жалост третото место, игравме против Латина, дома ги победивме 3-1, таму изгубивме 3-0 и во златниот сет 15-12 изгубивме и беше еден многу тежок пораз за нас, меѓутоа со оглед на буџетот на клубот и амбициите кои ги имавме, ние се надминавме себе си и ова беше една од најдобрите мои години како индивидуално, така и тимски. Затоа што порано сакав, индивидуалните секогаш бев најдобар поентер и се молев да дојдат и тимските успеси, еве година почна да идат. Да, оваа година исто како и претходните три, баш на крајот на сезоната имаше во турските весници анализи. Завршив трета година поред како најдобар поентер со 476 поени освоени, а додека во купот на ЦЕФ, иако со две утакмици помалку, бев втор поентер. Струмичките одбојкарски прволигаши Макси и Струмица испишуваат нова страница, односно се на прагот на освојување на шампионската титула. Значи ли тоа дека струмичката одбојка ни оди во нагорна линија? Секако, па моите стари другари и овие млади деца кои што тренираат во Струмица ги пратам нон-стоп, како и тренерот Анас Ѓорѓиев, кој што е мој ментор, кој што со неговиот дрес баш започнав да играм. Додека ока Македонија Макс не ја пратам толку многу, читам по весници нон-стоп, меѓутоа вчера бев да ги гледам и баш сум изненаден бидејќи екипата е доста напредната од минатата година, успеа да ја победат два пати Форца и мислам дека со утрешниот куп средба и титулата може да ја освојат двојната круна што го направија одбојкарите на Струмица прошлата година, а додека пак ока Струмица ги чека едно тешко финале, многу тешко финале бидејќи тие се хендикепирани бидејќи главниот организатор, срцето на тимот Ангел Николов отиде во Вардар, меѓутоа нема што да се секираат. Тие се млади деца кои што треба да играат без притисок, без стрес, имаме предност на домашен терен, со убава публика, со убаво судење, да кажам, мислам дека имаме квалитети и сме подобри од моментот од Вардар. Мене искрено, јас сега додека сум овде тренирам со ОК Струмица и баш ми се свиѓа дека има доста млади деца кои што ветуваат и кои што се на некој начин наследници на мене, на Владо Милев, на брат ми, на Атанас Милев, на Хари Наковски. Мислам дека со една, да кажам, сечење на тимот и од следната година пуштање на млади луѓе или направување на две екипи, мислам дека овие млади деца им треба само шанса да заиграат. Го има тај страх во нив дека нормално бидејќи се млади, сите ние сме почнали страхот од грешка на сервис и само со играње и на теренот, калење може да постанат многу подобри играчи. Има многу добри деца, сега по презимења не ги знам, меѓутоа Димитар, Васко, Филип, Бојан имат многу добри предиспозиции и мислам дека само со добра работа и со сложување на коцките мислам дека ќе бидат можете интернационална кариера да направат. Што се случува со македонската репрезентација? Вие сте носител во играта на македонската репрезентација, доби нов селектор, доаѓаат ли нови ветришта кога станува збор за репрезентативното поле? Искрено, селекторот, јас сум многу позитивен заради промената на селекторот, мислам дека работите беа лоши, полоши, сега мислам дека ќе се дигне во нагорна линија. Мислам дека и јас за прв пат, да не кажам за прв пат, секогаш сум отишол мотивиран таму, меѓутоа за оваа година сум баш некако специјално мотивиран и во минатите години кога доаѓав овде повеќе излегував, шетав на странски земји, сега сум овде фокусиран на тренирање, секој ден тренирам по два пати во фитнес сала и мислам дека сега имаме период да кажам аклиматизација на новиот селектор, каде што ова, значи квалификација на светско првенство и медитеранските игри што се дуват потоа во Мерсин во Турција, ќе бидат како една одскочна даска за следната година и нашата најбитна цела, тоа е европското првенство. Бидејќи да не се лажеме, ние сме сега во една релативно, да кажем, лесна група, бидејќи имаме Црна Гора, која што е
тука некаде со нас и каде што со добра публика и со добра припреми ќе ја победиме 100%. И имаме Албанија кој што е тотален аутсайдер. И знаеме квалитет на Украина кој што е да кажем фаворит во групата. Меѓутоа сите можеме и сите да ги победиме, мислам новие две Украина и Црна Гора, додека Албанија секако ќе ја победиме, се зависи од тоа организацијата, мислам дека ќе биде во Кале. Ако дојде доста публика, ако имаме тај стимул, мислам дека можеме да направиме, бидејќи првите две одат, следниот турнир во октомври, вториот круг, пошто ова е прв круг за светско првенство, следниот турнир во октомври. И мислам дека оваа генерација што и треба е повеќе надпревари заедно, да бидеме нон-стоп заедно, да играме што повеќе утакмици, што повеќе да бидеме заедно, да се створи таа хемија за да експлодираме следната година и квалификациите за европското првенство. Кој ви е најголемата желба како репрезентативец на тој план, кој ви е најголемата желба? На репрезентативен план, искрено, мојата најголема желба е да одиме на едно надпреварување. Срцето ми плачеше кога гледав овие како славеа кошаркарите, ракометарите, кога Филип II се понесе, а ние сме се некако во сенка. Ма добро, и ние заслуживме да бидеме во втор план, бидејќи сета организација која направи, ние ќе изгубиме. Играме со Црна Гора, изгубиме. Играме и луѓето кои што се во федерацијата имаат поттик, бараат средства, знаеме во какво време живееме, меѓутоа сега е на нас да покажеме резултати. И тоа се бара од нас. Јас мислам дека со една сега добра презентација сега на пример работите тргнуваат, имаме странски селектор. Колку толку тргнува работат. Ќе идеме на припреми во Хрватска, во Босна ќе играме 4-5 пријателски утакмици. Ќе имаме припреми во Крушево и тоа е еден стимул за нас, бидејќи во претходните години тоа не сме го имале на пример. И мислам дека се зависи од нас. Ако успееме да направиме еден добар чекор, да направиме едно убава презентација, мислам дека и луѓето ќе се потикнат и спонзорите ќе дојдат, ќе биде подобри денови за македонската одбојка. Останува ли Ѓорѓиев во турскиот одбојкарски шампионат? Да, останувам уште една година. Ова ќе ми биде 4-та година во Мали Емили Пијанго, ММП. Многу сум среќен, задоволен сум, ја најдов мојата средина, го најдов тренерот Јошко Миленковски таму, ја најдов управата со која можеме да се разбераме поној, да кажам, кикс кој го направи во Италија, како незрел отидов таму, сега се најдов таму и мислам дека уште најмалку 4-5 години ќе бидам во Турција. Тоа е мојата желба. Ѓорѓиев, јас ви благодарам на ова интервју за ТВК на Водвис.